Драги гледачи, повод за денешниот разговор е еден навистина интересен спортски настан кој што треба да се случи во Прилеп на 1 септември, а тоа е една атлетска трка со доста препознатливо прилепско име Че трчаме. Наш соговорник денеска е Христијан Туневски, еден од организаторите на оваа трка. Господине Туневски, ова е второ издание на трката. Првото се случи минатата година. Помина навистина задоволително според очекувањата кои што вие како организатори ги имавте од оние информации кои што ги добивме како медиуми. Како пред се ајде да се навратиме на почетокот се роди оваа идеја за организирање на еден ваков спортски настан, на една трка со која што Прилеп им се приклучи на други поголеми градови во Македонија кои што имаат една ваква улична трка низ нивните улици? Точно така, најпрво добро утро Дарко, добро утро до гледачите на Сител телевизија и до македонската јавност. Како што и сам кажа, ова година по втор пат се организира атлетската трка на 5 и на 10 километри Че трчаме. Лани за прв пат организиравме ваква трка, една група ентузијасти кои сметавме дека Прилеп е можеби единствен град од поголемите градови кој нема ваква трка. Пред се идејата ни беше промоција на градот и промоција на здравите спортски навики. Првата трка на вистина помина одлично. Ние како организатори бевме дури пријатно изненадени од интересот на тркачите да учествуваат. Затоа се решивме оваа година да организираме повторно во малку поразличен термин. Оваа година е на 1 септември и мислам дека оваа година ќе поминеме многу подобро од лани со оглед на тоа дека и досега има преголем интерес за трката, како од учесниците кои сакаат да се тркаат, така и до сите останати кои сакаат да ја помогнат оваа трка. Како сте задоволни од минатогодишното издание во однос на бројката? Колку учесници имаше оваа трка? Минатата година имавме повеќе од 1000 учесници, точна бројка не знам се уште, од она што го имавме како евиденција, како пријавени, беа повеќе од 1000. Оваа година се движиме за сега околу таа бројка, но треба да имаме предвид дека има уште десетина дена, нешто повеќе од десетина дена до затварање на пријавите, така да мислам дека оваа година ќе надминиме таа бројка. Каде и како се може да се пријави еден кој што сака да биде дел и учесник од овој настан? На нашата веб страна prilepran.mk пријавите се уште отворени до 25 август со внесување на своите лични податоци. Секој кој сака да се трка и кој се чувствува подготвен, мислам дека може да се пријави и да учествува. Имаме детска трка која оваа година е во две категории, од 8 до 12 години и од 12 до 14 години. Со тоа, значи, секој кој е над 14 години кој сака да учествува може да се пријави, како што кажав, на prilepran.mk и да учествува и оваа година на Че трчаме. Дали има услови да се пријавиш на оваа трка, котизација и така натаму? Котизација има, различна е котизацијата за двете трки, за 5 или за 10 километри, и исто така имаме различна котизација дали стартниот пакет тркачот сака да биде со или без маичка. Од она што го кажавме е тоа дека оваа трка ќе се одвива низ Прилепските улици на 5 и на 10 километри. Стартната позиција е токму во место каде што стоиме, Камената бина, познатата Камена бина на плоштадот Александрија. Каде ќе биде маршрутата на таа трка? Стартната позиција поточно е точно пред рекламите на булеварот Гоце Делчев, каде ќе биде поставен стартот и финишот. Се започнува од тука, се продолжува по булеварот до новата автобуска, каде полукружно тркачите се враќаат назад. На кружниот кај хотел Липа продолжуваат по улицата Димо Наредникот, потоа го поминуваат мостот и вртат лево по кејот 9 септември. Така трчаат се до основното училиште Кочураци, на мостот повторно лево и уште еднаш се враќаат по кејот 1 мај, продолжуваат до старата автобуска право по улицата Андон Славејко, вртат десно повторно по Димо Наредникот, се враќаат на кружниот кај хотел Липа, повторно десно, поминуваат повторно по булеварот Гоце Делчев, се до фурната Плетварец, што значи дека се опфаќа и дел од улицата Јоско Јордановски. Таму повторно имаме едно полукружно вртење и тркачите по истата траса се враќаат до финишот. Ова маршрута која сега ја кажав е 5 километри, оние кои ќе се надпреваруваат на 10 километри ја трчаат 2 пати. Дали веќе има пријавено учесници дел од атлетската елита во Македонија? Да, како и минатата година, така и ова, со гордост можам да кажам дека нашиот олимпиец и најдобар атлетичар Дарио Ивановски ќе биде дел
и годинава од нашата трка, а во женска конкуренција слободно можам да ја спомнам Андријана Попарсова, која исто така има врвни резултати зад себе. Рековме дека се одвиваат трките на 5 и на 10 километри. Дали како организација имате некои инспирации за понатаму тоа да премине во еден полумаратон, маратон? Апсолутно размислувавме на таа идеја, но како организација одлучивме дека овие први 2 години тоа е можеби малце голем залак за организација, бидејќи сепак се работи за 21 километар за полумаратон. Одевме на посигурната варијанта, но секако се размислува дај Боже до година да организираме и полумаратон, бидејќи сметаме дека Прилеп тоа го заслужува. Да, Прилеп тоа го заслужува и има капацитет да се спроведе настан од ваков карактер. Оно што сакам да споменам е дека минатата година и цели компании учествуваа во овој настан заедно со своите вработени, беше навистина и од спортски аспект интересно да се гледа, но и од забавен карактер беше целата таа манифестација. Дали годинава имаме пријавено такви компании? Нормално дека има и оваа година има во многу поголем број, затоа што тие компании кои лани не се пријавија така, по примерот на своите колеги, оваа година ќе бидат пријавени со цели тимови. Тоа е еден добар начин за нив да како еден тим билдинг внатре во компанијата, но исто така и промоција на здравите спортски навики и промоција на компанијата со тоа што поддржува вакви спортски настани. Настанот, освен од вашата организација, е поддржан и од страна на општина Прилеп? Настанот најпрво е една прекрасна афирмација на општина Прилеп и многу сме среќни што градоначалникот и општината тоа го препознаа и финансиски и логистички ќе го помогнат овој настан. Дали освен оној спортски дел предвидена некаква забава тука на плоштадот каде што се наоѓаме? Секако тој го нарекуваме така како варм-ап дел со еден диџеј, најверојатно ќе биде истиот диџеј кој беше лани. Тука ќе биде пред трката, сите кои сакаат да се загреат ќе можат со прекрасна музика да го направат тоа. И исто така еве како една новина оваа година можам ексклузивно да откриам, ќе имаме и детско катче кое ќе биде во организација на извидниците од извидничкиот одред Феникс. Детското катче е планирано да биде како работилница со игри и такви работи кои ќе ги анимираат и децата кои учествуваат на детската трка, но и сите оние кои ќе дојдат со своите родители, браќа или сестри да ги поддржат, додека тие се надпреваруваат, ќе имаат прилика да се забавуваат со извидниците и исто така со прекрасна музика. Еве, за крај, за победниците, освен оние медаљи и пехари кои што се добиваат традиционално, дали се предвидени некакви парични награди? Оваа година трката има паричен награден фонд од околу 2500 евра, со тоа што тие се поделени во машка и женска категорија за прво, второ и трето место. Четвртото и петтото место ќе добијат ваучери од нашите спонзори, а додека секој финишер, секој кој ќе ја заврши трката на 5 или 10 километри, добива и медал. Христијан, ти благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата, многу ми е мило што ете вашата телевизија и утринската програма на Сител ја препознава наша идеја и ни дадоа простор да ја промовираме. Ги повикувам уште еднаш сите кои досега не се пријавиле, а сакаат да учествуваат на овој прекрасен настан, да го направат тоа и на 1 септември да се дружиме, забавуваме и нормално да спортуваме. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Христијан Туневски, еден од организаторите на атлетската трка, која што се вика Че трчаме, како што слушнавте во самото интервју, ќе се одржи на 1 септември тука во центарот на Прилеп. Еве и од мене уште е апел до сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој спортски настан, да се пријават на prilepran.mk, да ги видат условите и на 1 септември да бидат во центарот на Прилеп сите заедно да спортуваме, но и да се забавуваме.